Во месец декември претходната година беа поставени мерни станици за мерење на квалитетот на воздухот во Велес, распоредени на повеќе локации во центарот на градот, со цел да се следи влијанието во сообраќајот, во нова населба со цел следење на влијанието на домаќинствата и во населба Шорка во близина на индустриската зона. Потпредседателката на еколошкото друштво Вила Зора Сашка Коцевска ја представи анализата за последните сумирани податоци. Нашето мислење беше дека ќе биде Шорка е една од со подобри вредности на PM2,5 и PM10 конкретно, тоа што сега ме интересира, но праксава пример во изминатиот месец и сега после 30-дневниот пресек што е направен една статистика за колку денови било над дозволеното, колку е највисока измерена вредност, колку е најниска измерена вредност, покажаа нешто сосем друго. Пример, во последните 7 дена, да кажеме, концентрациите во Шорка се дупло поголеми од, пример, концентрациите во нова населба и во центар, што е изненадувачки за нас. Вчера, на вчерашниот ден да се задржиме, на 18-ти, во сите концентрации беа високи, но во Шорка, пример 2,5 беа 82,29. Ако знаеме дека дозволената граница е 25 на PM2,5 частичките, тоа е повеќе од 3 пати. На концентрациите на PM10, пример, за вчерашниот ден беа 91,54. Тоа е скоро двојно зголемување, што е искрено изненадувачки. И тоа беше, како што веќе напомена, прашањето на новинарите зошто е поставена мерна станица токму таму. Но концентрациите покажуваат нешто сосем друго. Сега, овие вредности кога ќе бидат презентирани, пошто ние секој ден ги објавуваме на нашата страница, пример на еколошкото друштво, кога ќе направиме сумарно пример за вториот месец, треба да видиме што е причината за таквото загадување. Што има околу мерната станица, што толку многу ги покачува концентрациите на конкретно PM2,5 и PM10 частичките. И секако дека ова ќе биде работа плюс за институциите кои што се надлежни за екологијата, односно за овој сектор или оддел, со сервирани веќе резултати, со кој ден, кои бројки биле, да се открие само што е причината за таквите бројки. Исто така сакам да кажам и во статистиката која што направивме за 30 дена, се покажа дека највисоките пример вредности на PM2,5 воопшто измерени за тие 30 дена беа во Шорка. Пример во денови над дозволените граници, во Шорка пример за 19 дена биле над дозволените граници. Во нова населба пример за 2,5 е 26 дена. Во центар 21 од 30 дена. Тоа се пример многу големи бројки. Од еколошкото друштво упати и апел до граѓаните за тоа како да помогнат во намалувањето на загадувањето на воздухот во Велес. Бидејќи се уште не можеме да утврдиме која е причината за загадувањето, до граѓаните би можеле само да испратиме еден апел. Апел за тоа колку што е можно да не се користат автомобили, да се користи пример јавниот превоз. Тоа е нешто што секој граѓанин може да го направи доколку сака да придонесе барем малце од малце да се намалат концентрациите на пример PM2,5 или PM10. Не можеме да кажеме да се користат еколошки начини на затоплување, затоа што сигурно тоа влијае финансиски на секое семејство, меѓутоа за користење на автомобилот како превозно средство би можело барем од пример 5 дена што се користи, би можело барем 2 дена ако не се користи како превозно средство, секако дека се надеваме дека ќе допринесе за намалување на концентрациите, зашто на крај на денот сите ние заеднички го дишаме овој воздух кој што на објавите секој ден знаеме кои се последиците од таквиот загаден воздух.